од Трајко Трајковски, роден од Куманово. Негде 50 години сум надвор од Македонија. Имам од 1974 година сум работиме на обединување на Македонија. Значи, доброволно, без никакво членство. Значи, работиме заедно, Македонија да биде обединета и организација се викаше Дом, Движење за ослободување и обединување Македонија. После Драган Богдановски бил председател, после на конгрес во Бремен, организација е преименувана во Народно-ослободителен фронт на Македонија. Така, партијата ВМРО ДПМН е основана од ова организација Дом, од наша организација, македонска, и начело со Драган Богдановски. Партијата е основана од Драган Богдановски, не од друг. И Драган Богдановски го поставува Љупчо како млад и Змајковски да ја водат по Македонија, да може да ги приближи, да ги прифати младите гласачи, за да може на избори партија да добие и Македонија да биде самостојателна. Овие деца, млади деца, беа како млади ја завршија одлична работа, партијата победи, Драган служба за државна безбедност, која е служба на Англија, уште од време на Тито, која не е расформирана, туку си продолжи како што си беше за време на Тито, која осуди 17.800 македонци, а колку убиени не се знае. Таа служба доби директива од Англија да отиде да се одвои по републики и да од републиките да бидат држави. Тоа беше одлука уште 1976 година. А тоа ја кажува и Смилја Аврамов, трилитерала, а јас на 28. август 1977 година дознав за таа одлука. И сум се чудил, дојде човек од Њујорк кај мене и рече: Трајко, да ти речам, сретнав еден човек, нови светски поредак во Њујорк, па рече, нова светска влада, па му постави прашање: па добро, ако си ти од таа влада, дали Македонија ќе биде самостојателна? Рече, 1992 година сите републики ќе ја расториме Југославија и сите републики ќе бидат држави. Значи, сега, кога гледам Смилја Аврамов, качи се на YouTube, ќе ја најдеш, што зборува за трилитерала, точно се поклопува овој човек што дојде на 28. август 1977 година кај мене од Њујорк. Што тоа значи? Да цела политичка ситуација е програмирана од овој нови светски поредак, наречен трилитерал. Ние сме само били во игра, добро, имале сме среќа, партијата, организација Дом, да оснива партија да победи. Меѓутоа, Павле Трајанов беше министар на внатрешни работи на Македонија, после во првата влада, тој изјави вака. Рече, ние по оснивање на партија си влегуваме внатре и си ги презедоме сите партии. Значи, по формирање, добро, Драган Богдановски
Јас бев на конгрес во Прилеп на 6 и 7 април 1991 година. Драган Богдановски е прогласен за почесен доживотен председател на ВМРО ДПМН, бидејќи тој е основател, а не Љупчо, ни Змајко. И сега, што доаѓаме, Драган Богдановски, бидејќи е по национална линија, на територијала не одговара национални лица, бидејќи ќе водат национална програма, и тој беше отстранет. Тој беше отстранет и како првото беше знаме што беше ставено, веднаш го знаме сменија. И тоа не беше знаме како треба, оригинал знаме е од што го има Македонски светски конгрес Тодор Петров. Тоа треба да биде за воедина знаме и тоа е оригинално ово беше само една форма, а тие променија и ова форма не ги одговараше што беше сонце, тие пременува во овој вентилатор знаме. А кој го создаде? Пак тој нови светски поредок преку своји луѓе. Значи, овој човек, значи, Драган беше отстранен по нивна директива од партија и после 1994 или негде во Минхен се собира Змајковски и Љупчо, не во Минхен, во Германија, не во тој град, него во друг, и допишува луѓе од Америка, некои своји шпиони, некој Борис, да би тој бил на sastanak, таму и донеле одлуку Драган да го исклучат од партија ВМРО ДПМН. Меѓутоа, ја му викам на тој Борис, ја го лично познавам, велам, како ти може да лажеш да ти си там бил присутен во Германија кога е Драган истеран, кога ти немаш ништо, ти никогаш не си бил во Движење за ослободување и обединување Македонија во организација. Како ти можеш да гласаш Драган да биде исклучен? И он вели, реко ја воопште не сум бил во Германија, тој само си ја направил Љупчо и Змајковски. Во Берлин, ја мислам да ќе биде во Берлин, ако не е во ресторан Скопје, таму што оние браќа што сега не сум, оно што не ме држи памтење, имаше ga тој на интернет, имаше полемика околу тоа. И сега што да правиме? Значи, однапред е одредено да се уште во почеток да му се смени знаме и да се смени име. Што е, значи, види колку е длабоко одено тамо и после од ова партија и прво избран е Киро Глигоров, доаѓа од Владов Камбовски, го доведе од Белград со жена на Ѓорѓи Иванов, и Киро Глигоров има жена која се вика Нада, тај му е сестра на Александар Жанковиќ. И што прави? Доаѓа и го моли, жена од Киро Глигоров телефонира на Звонко Станковски, а Звонко Станковски е, Драган Богдановски му е чичо на Звонко Станковски. И му вели, Звонко, те молиме да го замолиш Драган да го стави Киро Глигоров како кандидат да биде председател на Македонија. Ќе се залага за Македонија. Тој Драган се сложил, рекол, добро, зашто, нека биде. Бил е работе, ама пошто е искусан, па ќе му дадемо шанси, па бидејќи повеќе ги познава работе, да ја доведе Македонија, да ја стабилизира како држава. Знаеш, со добра мисла. Сега Драган излегува надвор, значи, Киро Глигоров е доведен во служба за државна безбедност.
Значи тука е умешан Владо Камбовски, Тупурковски, жена од Ѓорѓе Иванов, има и други. Сега. После нив, Стојан Андов исто е човек од службите. И тој е ставен за служба за државна безбедност го поставува да биде водител на парламент. Ти знаеш ова водител, не, викаме овие по енглески, вика спикер, ама то не е наш збор. Сега што е испадне и после него Бранко е поставен исто од служба за државна безбедност, а друго доаѓа организирал тај нови светски поредок, организира шиптари да ги доведе на власт во Македонија. Значи, ова влада, што ти рекол, да ги шиптари донесе во Македонија, да се создаде голема Албанија, бидејќи Призенска лига 1878 година е формирана од Англија. Значи, од англиски служби. А англиските служби, сега запамти нешто многу битно да биде. Англија била империја и сите служби што се биле за безбедност и во Франција, и во Германија, и во Југославија, и чак и во Русија, се биле формирани од англиска империја. Ватикан е исто служба од англиска таа влада. Обединените нации се само служба на Англија. Тоа е само камуфлажа кога ќе речеш Обединените нации. Обединените нации кога беше војна во Југославија, кога беше војна во Македонија, кога беше војна во Косово, кога беше војна во Либија, кога беше војна во Ирак, кога беше војна во Авганистан. Нити еднаш не стана, да рече, да ги седнеме на стол, ако има некој проблем да го решаваме на политички начин. Туку директно тие си молчија и Бутрос Гали и си ја заврши работа во Југославија и толку и Косово направија база. Како можеш ти да ја земеш територија од Косово, да правиш голема Албанија, да ја предизвикаш војна во Македонија, да му даваш шиптари без НАТО не може нити во Косово, а не може нити во Македонија да бидат појаки од регуларни служби за војска и полиција. Тие беа овчари. Тој дошол ќе копа ров, а ние имаме и авион, може сето да почисти. Сакам да ти речу, ова е било службата, англиска служба, ја организирала, Борис Трајковски ја бија човек од страни служби. Љупче е бија од страни служби, Бранко е бија од страни служби, Стево Пендаровски од страни служби и да ги набрајам, Јолевски, овој што е таму. И сега, тие што направија 2001 година, изрежираа војна, кобејаги помеѓу шиптари и македонци, кобејаги за некој праја, тоа беше за голема Албанија. И Стојан Андов, и кога дојде на маса, тие не беше да се даде право на шиптари. Туку донесо одлука да више Македонија не биде држава на македонски народ, туку да биде уништено, македонци да не се биле тие кои се создали македонска држава, туку
дека албанци се биле тие, тој факт. Меѓутоа, 2012 година, 1912 година, кај Кумановска битка, ние имаме 15.000 шиптари кои се учествували против православно население на страна на Турција. Така да тие не може да биде друго. Све шиптари до 1956 година и после формирана македонска држава, тие се до 1956 година не беа расчистени тие банди, убија мирно македонско население. Така да тие не може да бидат воопште основате. Друго, албанска држава е формирана од Англија, али преко Австро-Угарска. Австро-Угарска е формирала и албански јазик и дала е Австро-Угарска, али преко Австро-Угарска и Германија, али тоа е по директива на Германија. И е формирала Албанија на словенски простор 1913 година. Друго нешто. Македонски народ е носител на македонска држава. Значи, не шиптари. Шиптари, што дојде онај косовска бригада, тоа е ништо. Македонски народ е носител и ние сме пак благодарение, наши историчари не сака да ја кажат вистина, 1936 година Коминтерна донеса одлука да се формира Македонска република. Значи, Коминтерна е донела одлука да се формира Македонска држава, Македонска република. Тито е бил само извршител на таа одлука донесена од Коминтерна, а пошто Тито е бил англиски човек уфрлен во Русија, во најголем ми положај, и сега и после доаѓат и го стават, враќат го во Југославија, Црвена армија го поставува на чело, бидејќи ние имаме ослободување од Германија не можел да го изведе нити Македонија, ни Србија, никој не можел да му се протистави на германец. 29 милиона руси изгубија, тие скрчија кичма на германци и тие и македонските бригади што беа 42-48 од Скопје, што беше кога се побунија на 7 јануари 45 апостолски стан, рече одиме за Солун, неќеме за Срепски. Апостолски доаѓа и вели генерал, одите на своји места, ние ќе ја прифатиме ваша улога, тие отидат на своја места и повика 22 Тито наредуе да 22 дивизија дојде и опколи касарна и тие луѓе бидат стрелани. Меѓутоа, да ти дам една информација, 1991 година, на 6 април, на Конгрес на ВМРО ДПМН, стана еден Тоде и почна да набина, сакаше да каже там на Конгрес и луѓето дали да му дадат, дали да не му дадат. Тој рече, сакам да речам, Киро Глигоров, рече, најголем злочин кој ги стрелаше и вешаше македонци беше Киро Глигоров. Он рече, името е сега начело. И вика, стана маса, вика, кажи го, и јас стана во цела маса, викам, кажи го! И тој стана, го осмил него, и тој рече па Киро Глигоров. И после овие маса, оставка за Киро Глигоров, оставка. И после тоа јас го видов
после конгрес, јас дојдов до него, имаше $50 во джеп, му дадо и слушнав дека умрел, тој бил во Идризово, бил и на Голи оток тој човек. Сакам да ти речу, и доаѓа вика, немам ни пензију, не ми дава ни работа, ни пензију и ништо немал човек. Сакам да ти кажам, толку имаше $50, толку му дадо. И, значи, тоа е било, значи, на 7. јануари 1945 година и праќа војско во вагони до Белград и не имал среќа, имал комшија Симо, доаѓаше, ја како млад, а тој доаѓаше кај нас кај татко ми и кажуваше, че бемо, рече, пратијане на Сремски фронт, кај дојдомо до Белград, застанамо, а рече, не може да поминеш никако, и Русија, рече, пуштија 2000 падобранци на Белград, а германци со шмајзери како топку ги направи, пуца одоздол, али успеа преко ноќ, некои утепаа, али успеа Руси да падне на Белград и освоише ga Белград и после ние предоме од Белград према Сремски фронт. Кога дојдеме од Сремски фронт, тие наши команданти наредија да идемо германци укопани со митралеза, ние со 5-6 метка и обична пушка, да идем да и с нос со нив, да се тепаме. Ама имамо среќа, руски генерал имаше позади нас, кога видео дека ние почнаа да не тепат, назад, рече, нема назад, кој ви рече, командант, назад, и тие прво легне са качуше, оние више цевни бацачи, очистига место од германци, и сега одите напред. Па така одиме, рече, све до Рогашка Слатина. Рогашка Слатина во Словенија, кога дојдемо, сега треба да се врати во Македонија, Тито нареди, не смеја да се врати во Македонија, него да идеме во Босна да сме тепале четници. И од Босна и там, што умремо, кога дојдемо во Македонија, рече, дојдемо во Македонија, имаше еден пречик од Скопје и сега сега ми кажува друг човек од Џавато, кој бил учесник, рече, Трајко, дојдоме Стојан Буџев од Џавато и вика, Трајко, ние дојдоме од Скопје и од Скопје не пратија во Струмица таму и са Бале ние излегоме како на вежба од касарна да вежбаме, а век само што сме излезеле од касарна, касарната беше бомбардирана од авиони по директива на Тито. Значи, уште тогаш да се уништила македонска војска. И што направи? После доаѓаме, се формира Македонска православна црква. Од тие православни цркви, што било одбор, еден човек дојде во Америка и Канада, ја формира православна црква на Македонска православна црква во Америка и Канада. Спиро Танасовски од село Смилево. И тој вели, ние 1945 година на 3 март во офицерски дом одржаваме меѓу црковен народен собор и Кирил Стојановски, Гогол, имаше уште едно како иницијативни одбор и доаѓаме и прогласимо Македонска црква за самостојателна. Значи, Македонска црква е прогласена за самостојателна 1900 на 3 март 1945 година и во тај рече момент кој ја прогласиме Македонска православна црква, стана Симо Саделич поручника и тој бил свештеник
од овие колонисти од Далмација во Македонија и вика, але, луѓе, да оставиме овој прашање да го решаваме подосна, што сега? И рече, тука беа па изабрани македонци како патриоти на тој сабор и сите ставаме, кој тебе довел ти овдека да ни командуваш, ние сме своја држава, своја црква си има, нема што ти. И изабрав, ме рече, две делегации, една делегација да оди во Белград, а друга делегација да оди во Софија и да ги каже на овие цркви дека сме се прогласиле за самостојателни и да биде завршена, пошто имаме сега република, имам се и своја црква. Ама рече, што направи, беа тие водачи беа уапсени. А Гогол ја бие меѓу нив, Кирил Стојановски. Меѓутим, Гогол, после човек Удба си го купи njega во затвор, разбереш, и тие, како го купи Гогол во затвор, тој стана нивен соработник. А Кирил, црквата кога беше основана во Македонија, она е црква основана од страна на комунисти, од директива од Англија. Англиска служба, видите колку англиска служба е водила корен. Да се формира македонска црква, ама да биде само на овој дел овдека. Да нема претензии на егејски дел и пирински нити оне во Албанија. Туку само на овој да има. И затоа не е добивала признание од... И сега тој му само наредува на овој што е бил владика од, рече го, од Смедрево ли беше, или така, од македонско потекло. И мене вели поп Спиро Трејко, Досите не е бил биран. Се овој лага. Досите беше само по директива пратен и поставен, а ние си беме само да го гласаме. И тој формира црква, зима Кирил Стојановски, ставља ga за владика и овој како му име рече Кирил. И он, така, треба да имаш две владици да би основаш црква. И така е формирана тај црква. После, пошто бидејќи 45 година, црквата не е дала служба за државна безбедност, односно Тито енглеска, тие веле, окей, чим не одржува се свештенско собрание и вели, окей, пошто не може да бидеме самостојателна, може ли да ние го признавам српски патриарх Герман, ама тој да вели дека е представител на српска и на македонска црква. И тој едно време кажува, јас сум и на македонска и на српска црква, и после не сака. Чим не сака, овие се соберат попови, кога ти нас нечеш да не признаваш, не признаваш, ми те признаваме. И се заврши работа. Меѓутоа, српска црква фрла шизма на македонска црква и да не можеш да крштиш, не можеш да венчаш без благослов. Бугарска црква, начело со поглавар Кирил, она вели, ја ќе дадов благослов, ја ќе дадов миро, да македонски народ се крсти и венча и умира. Српска вика црква, ти не смееш да дадеш мир. И ја рече, не може да оставу родени некрстени, да невенчани и умрени неопејани. А тај Кирил водил потекло од Битола, пошто Македонија и Бугарија до 12 година и Србија па не се знало, не е имало граница, не се знало кое што е. И он што направи и до ден денеска
ние добиваме миро од Бугарска православна црква, а никој тоа нема да го каже. Замисли, јас тоа го дознав од Валентин Поп во Чикаго во црква Свети Јован Рилски. И тој ми од него имам информација, бидејќи тој е бил близок со Кирил владика, онај поглавар на Бугарска црква. А видиш и тој е доаѓал во црква Свети Јован Рилски и јас сум бил тамо на служба, а ја не сум знал кој е тој човек, само сам го знал вака за Кирил. Се мисли. И сакам да ти кажам, и сега тај човек што е умрел, оставил е негово, сите пари ги ја даваја на сиромаси за деца пострадани без родители, само е имал машина, писача машина негова лична. Замисли колко е бил тај човек, колко е бил човек здрав. Сега да предеме на други дел. Значи сега црквата, пошто е формирана црква, Македонска православна црква, таа црква од 2002 година договара се Стефан, а Стефан е ватикански студент. Он е школан во Ватикан. Те да знаеш друго, Ватикан него го постави за владика во црква. Значи преку врски, преку служба за државна безбедност е поставен од Ватикан Стефан за поглавар на Македонска црква. Ти колку може да биде поднато? Сега, 2002 година Српска црква и Македонска се договарал како да биде признаена и Стефан се договара со српски владика од Ниш и се било договорено, али не смеја да го потпише договор во Скопје, туку ги праќа во Ниш Бранишковски онај Јован, владика Јован, Петар и Тимотеј, мислим да беше. Праќа ги во Ниш да потпише договор. Што ќе потпише договор? Да ние се Македонска црква полноторно се ставља под Српска црква, меѓутоа што испадне од таа црква, да ти дам една информација многу важна. Сега кога гледам договор Преспански и кога гледам договор Нишки, гледам дека еден исти човек го пишува. Под директива на Англија. Там пишува. Ја го имам доле, имам документација доле, баш вчера гледав да го најде, па многу имаше документи, не мога да ти го покажа директно. Да го најдеш на интернет Нишка декларација. Нишки договор. Тој е Нишки договор потпис помеѓу Македонска црква. И там пишува. Овој се договор помеѓу така наречена црква во Македонија и Српска православна црква. И на 5 места се ова реченица повторува. Значи нема да рече Македонска православна црква и Српска православна, така наречена црква во Македонија и Српска православна црква. Дете да обратите пажњу, внимание, јас сам стар, ама ви овој да ви биде како документ на време, да ги одите, немој да ме слушаш мене. Земи ga тај договор и ако не можеш да го најдеш, и јас друг пат ќе го најдам и ќе ти го покажам вака да видиш со своји очи. Исто Преспански договор што е написан, потпуно на исти начин е написан. Втората работа за црква да почнеме, Ватикан е земал студент
Амфилохije Радовиć од Црна Гора, сега што е на Српска православна црква, и тој е бил студент на Ватикан. Тој стана, кога умре Павле, тој се прогласи како не да биде поглавар, ама како да биде главен во Црна Гора. Сам. А друго што направи, го избриша име да не се вика Српска црква во Црна Гора, туку да се вика само Православна црква. Сега видиш што испадне. Значи, сега уместо да се вика Српска православна црква, а Православна црква во Црна Гора. А он да биде главан и доби прстен од папа. Значи, прстен да биде тој како невен испоставен човек. Прстен златни од Ватикан тој доби и овој што е поглавар на Српска православна црква, како се викаше сега што е. Знаеш го. И сега, што да прави? Овој што беше владика во Косово, му наредуваат Свети Синод од Српска православна црква да ја преименува црква во Православна црква во Косово. Да не се вика Српска православна црква. Ама тој одбива, ја мислим да се викаше Артемија, тој одбива и овие го расчинат, Српска православна црква го расчини, го фрла во манастир, пушта друг човек и ја прогласува Православна црква во Косово. Сега, трет човек во Македонија, Бранко Синодиновски, тој е професор на факултет бие за политички науки, бил и мој гост овде, многу добар говорник, познава го англиски, бил е 2 дена овде кај мене гост, ја добив едно прасе на лутрија и тој едеше прасе, а тој регистрира со Иванов и Груевски православна црква на Албанска православна црква во Македонија. Сега, што е работа? Сега, овој Стефан и тој поглавар од Албанија дојде во Охрид и служише литургију. Сега треба Албанска црква да ја преземе православна црква, Албанска православна црква од Албанија, треба да ја преземе цела православна црква во Косово и да ја превземе православна црква во Македонија. А со одлука на Свети Синод, кога Бранко Синодиновски прогласи Албанска православна црква, Свети Синод издаде проглас дека на Албанска црква се дозволени сите храмови во Македонија и странство да држи проповеди. И сега што ќе биде? Да се вратиме на Нишки договор. В Нишки договор се оснива Охридска архиепископија. И Охридска архиепископија Срби го поставиат Јован Бранишковски за да биде главан, а не Стефан кој си е бил постојанен. А што е било тој? Да му се скине да нема македонска црква, да се изгуби македонска црква на црква, име да се изгуби македонско. И сега Вартоломеј призна украинска црква, Вартоломеј доби директива од англиска да призна украинска црква, тој призна украинска црква. Веднаш доаѓа Кирил на Руска православна црква поглавар кај него и му веле дека по црквени закони секоја православна црква
е самостојателна. Ти не можеш да признаваш тај црква док српска црква не признава. Значи док дека една црква под друга, она се има автономност и не можеш да се мешаш. Меѓутоа грчка црква ја призна и руска црква стави ултиматум дека ги раскинува сите односи со грчка православна црква. После тоа Копска црква од Египет ја призна таа и сега служба за државна безбедност и англиска служба го праќа овој сега што ни е, како се вика, ми многу мешамо премиер нема, не постои премиер по македонски јазик. Председател на влада. Го праќа него овој што беше во внатрешне и још еден поп тамо, праќа ga во кај ова црква во Истанбул и тој Грк вели ние ќе ја признаваме како Охридска архиепскопија, него некако да се избрише име македонско. Видиш ли сега каде? Значи, државата му да му се смени име на држава, ја сменија, сега и црквата треба да се уништи. Сега да ти дам и друга информација. Мината година во Америка и Канада донесе Српска православна црква устав да не се вика Српска православна црква, туку да се вика само православна црква. И беше отпечатен устав. Меѓутоа, отиде у Белград, кој е Свети Синод. Свети Синод одржа собрание на 23 септември, мината година, 19 година, и само поглавар српски се сложи да се промени име, а цел Синод беше против и му наредише дека тај одлука да се уништи, се враќа овој владика што е поглавар за Америку и Канаду назад во Чикаго и вика, овие две владици што беа со мене, они тој преглед, ја немам појма, не сум имала што е напишано. Замисли, оди тамо, ако бе, како го, видиш како се излачи. И што направи? Тоа е било 21 септември. 23. 25 септември Свети Синод донесе одлука, наредуе на Српско православна црква во Америка и Канада да свика собор и да се поништи тај устав. И Српска православна црква во Америку донесе одлуку да се собор одржи во Флорида, а во Флорида има една црква само, една црква српска, а сите цркви се негде на 1000 километра оддалечени од таму. А комплет овдека, Канада, Мичиган, Чикаго, тоа е место да одржи овде, а плаши се од народ да не биде тепани. И сега, нити една српска црква, јас сум зборал со српски попови, не се слаже да се избрише Српска православна црква, да биде православна црква. Меѓутоа, што се работи? Еве 3 години Македонска црква, овој владика што е Методија за Македонска православна црква во Америка и Канада, он беше овдека во Гери и Крампон и народ го истера. Протера го од овдека и отиде во Канаду. И там го протераше, народот од Канаду протера го Свети Климент Охридски, овде беше во Свети Петар Павле. Тој дојде преку пријатели, дојде во Детройт и Детройт земаше му еден стан, да живи во стан. Сега тој стануе и што се одржува, ми одржава Македонска црква во Америка и Канада, има околу 30 цркви негде, 29 нешто и више. Сега се прави во Аризона. Он донесе одлуку, пушта писмо по цркви, да не се споменува македонски поглавар Стефан. А црква
у сваку неделю, сваку беседу, веќе Господ да му дава памет на поглавара и на владици да го правилно води црква. Сега поглавар више не изфрлен е поглавар од службу, само е ставен владика овде што е Методи. Значи, а ти чим не спомнуеш поглавара, ти немаш врску ти си одвоен од црква, значи ти си расколничка црква и гледам уводи се, сега се агитира преко луѓе слушам да се префрли Македонска црква да отиде на католички календар. Замислите. Сега што ќе видиме, ние имаме порано имаше една црква, Поп Спиро, тој основател што беше на Македонска православна црква во Америка и Канада. Јас сум збородец со него и бил сам во таа црква Свети Климент Охридски околу 30 години. И мене многу ме сакаше, ја како млад. И јас сум се интересирал од историја и преку овие подаци што ти ги давам тебе, тие сум ги добил од него. Ја не сум ги нашол тие во, имам најдено со црквена историја од Дони Илиевски книга, ама нема, они главните работи ги лаже, нема да ги каже истините. А овој бидејќи е бил учесник и тој ги зборуваше и така тија пренесувам еден дел од македонска историја, пошто жената ми умре прошла година, и ја 2 пати бев во болница за 3 недели, сакам ти кажам, и моето не се знае како е. И ово што го пише, сега што направиме, сега ова црква се оди црквата да се како што државата се обезличи македонска црква, да не биде македонска Македонија, туку северна, така и црквата да се земе име да не е македонска, туку да биде Охридска архиепископија и овој од Истанбул да ја признае, а таа од Истанбул црква, тај што е поглаварот, он има 200-300 верници, нема више. А друго, како со дојдене турци, то више ти биле запалени цркви и тај главни визир рекнал на еднога од тие попови, црква, зашто ги палите цркви? Рече, па направите го од нешто што не може да гори, па ќе ви остане. И тој што направи, збере народ, уште како турци, уште за време на турско како земја, значи 1300 и нешто, и овие од Австрија наручил црква од железо. И австријанци направи од железо црква и во бродови ја донесат до Истанбул и ја монтира. И така тој ги даде. Сега ние имаме, али бидејќи таа црква потпада под турци и тај не може више да не представља, а тежиште се префрља во Русија, у Москву, у Киев, па после у Москву. Ја мислам да беше и за време Катерино, а може и порано. И сега, што направимо? Русија презема. Сега, Русија е била таа која ги подкрепувала православни цркви на Балкан. Значи, она е била главни стожар која е пренела преку Аљаску и црква во Америка се били православни. Преку Аљаску руска црква и после под руску црква се ишле и грчке и други цркви. Сега да дадемо за наши луѓе објаснение да поп Спиро Танасковски дојде Кирил, владика Кирил овде и вика му поп Спиро, Кириле, ти треба да имаш овде када имамо доста цркве формирано, ти да бидеш овде да си ги раководиш цркви. А ние ќе си бидеме со Свети Синод. Не се делимо, ама
треба да има човек кој да си има можда 25 цркви да бестои. И он се врати во Скопје и му вика, поп Спиро вика, така, ово сака да не дели, а они, поп Спиро ми е рекнал овако, Трајко, црква е основана од стране на комунисти, на владу, и мене ми е пратила како ја добар патриот овде, од црква Свети Саву, и да служу, и после да издвои македонци да направи своја црква. И јас сам одвоил и сам направил своју. Али они се одвоили не за да служимо, нима не ги интересирало да бидеме ми верници, него они се кај да направи удбашки гнезда, да може да има контролу на македонска емиграција во странство. Затоа се и он што направи, и они го повикнал негов Свети Синод да го расчинил, тој не отиде и Гогол подпише да се он распопуе, а он нече да отиде таму и он формира црква Свети Климент Охридски на 38 Вашингтон стрит у Гери, пошто луѓе су били све од Охридски крај и формира црква Свети Климент Охридски. И после тај црква, пошто ми не смо имале владику, и имало, пошто ти треба да имаш и владику, била под рускога владику, значи од Вашингтон. И он што направи, и после тај црква беше мала, направише друга црква во Мервил, град Мервил, тоа е близко едно до друго. И кога дојде, сака тие да пројде, добија наредење црква да пројде на католички календар, и излегува поп Спиро и вели, абе луѓе, треба преде, сака донеле одлуку да се преде на нов календар, да отидете да гласате, дали се слажате или не. Ако не се слажате, ќе се останеме овака. О, рече попе, па како сви и за нас, и ми ќе бидеме на тој календар. Ама, мајката народ така вели. И ја му викам, абе попе, слушај, јас сам од Кумано, виж овие дел до Охридско и од Битолско, вие су лажови. Па ќе те остави тебе на цедила. Виж колку су дволични. И Свети Синод на Православна црква на Америку изгласа да се преде на католички календар, и сега у црква овие вели, па ние не може да славиме Божич у декември, ние славиме 7 јануари, ми не признавам. Па чека, рече, ја нели ми вика да си пратите делегацију, ако сакате, сакате. И они што направи, и пошто овдека имаше две цркви, Свети Петар и Павле, тие Свети Петар и Павле почна да ги вика, вие сте католици, и они сите избегаа до еден, остана само поп сам. И поп умре, после дојде еден американец да служи за попа, па после еден бугарин, па после дојде еден грк, и после црквата, пошто немаше верници, останаа само од попа, фамилија, продадеа го црква за $350,000 и сега данска стои тие пари готови у 3 фамилии. И Руска православна црква рече, еве, ние ви даваме место, имамо огромно место, направете си црква или манастир. Али пошто бидејќи нема доволно луѓе членство, тие пари останаа кај тие. Сега тоа е за црквата. Со ова сакам да ти речем дека црквата Црногорска дојде еден поп, распопен од Црногора у Канада, од Канада дојде у Њујорк, регистрира го црква Црногорско во Њујорк и враќа се у Црногору и прогласува Црногорску православна црква. И сега тамо таа носи у Црногору православна црква на Црногору, а овој носи Амфилохија само православна црква.
и Амфилохije кога беше да се ставlja Црна Гора да се одвои од Србија, тој гласа да се одвои од Србија. Замислите. И сега кад погледа и они сега уводил латиницу у Црна Гору и више не признавал ни Njegоша, ни признавал Срби, ни признавал Милош Обреча, ни признавал цар Лазар у Црна Гора, ништо. Значи, ово е све, а пошто овој ватикански студент бие, овој што е сега владика на православна црква Америку, а беше на српско, и овој наш владика што е Стефан, и он е студент, и видиш ли, сега ќе се смени име и на цркву, а прво Охридска архиепископија е била и бугарска и грчка. Каде е била грчка, ова е земал браќа Милодиновци се побуниле зашто да се збори грчки, и они ги оптужи кај турци и у Цариград таму ги отепат. Значи, сакам да речу дека ние немамо што да Охридско, ако е прогласено секоја црква биде национална, си има свое име. Нема ја зашто Охридска архиепископија била и бугарска и грчка и тоа. Мене не ме интересира што е била. Јас сам македонец, треба да си припада на македонска црква, а не на Охридска архиепископија. Другото работа, значи сакам да речам како името што променија на држава, така сега и името на црква ќе го менат. Тоа треба да се да го знае цел македонски народ. Од друга страна, сега да предемо на политика на Македонија. ВМРО само остана име што го Драган Богдановски стави во Минхен, што доби име, ВМРО да помане, али откако беше Драган отстранет од партија и после протеран од Киро Глигоров, и овде пред да биде убиен, ја имам писмо овде, кад ти треба да отидеш у архив, историски архив, там има и моје писмо. Драган Богдановски пише отреко, мене ќе ме убие овдека. Ќе ме убие. Писмо ја имам од него, од Шведска. И после веднаш го убија. Тој доаѓа, тој е бил во, а еднаш е бил убиен од удба, фрлен у канто за ѓубре, после најден и после тој излегува, оди во Берлин. Во Берлин треба да го прими овие браќа што се Мане Јаковлевски, брат му, и оној други. Меѓутоа, доаѓа там на железничка станица, неќе да го прими он. И ту еден Драге, Драган Богдановски му обрча телефон и доаѓа, зима го и го држи 2 месеца. И од него враќа се назад и во Данска го ликвидират него. И после што прави месец дена не сака, Љупчо беше на власт, не сака да го прими, после дена го примат мртов и нити еден не дојде на сахрана на Драган Богдановски, а он е основател на ВМРО да помне. Нити еден од партија не дојде на сахрана. Нити му даде признание на Драган Богдановски. Друго, Драган Богдановски фамилија поднесе захтев, онај адвокат Гаджиков поднесе жалба, да Драган Богдановски не е дојден, таму во пресуда стои дека Драган Богдановски е дојден од самостојателно у Македонија, а уствари он киднапиран од Франција. Некој Јовановиќ од Кратово имал ресторан, там е бил и там е навлечен, ударен од главу, донесен во Словенија, Словенија доаѓа у Јасен 2 години го држи таму. Од Јасен префрлјува го после во Идризово и после 2 години после него го судат.
сакам да ти речу, значи Драган Богдановски, ја му доаѓа Груевски овде и му векам Груевски, знаеш ли ти дека седиш ти на столица што ти ја стави Драган Богдановски? Зашто ти не земеш Драган Богдановски да го рехабилитираш, да му ставиш една улица и име? Он е основател на ВМРО ДПМ, ВМРО ДПМ напред држава. Да му ставиш една улица, да му ставиш една споменик у центар на град. А ти ставиш други. Јас сум оставил тамо воштана фигура, една фигура тамо во соба. Чекаме, не се бори за во соба, тој се бори за македонски народ. Зашто се крие? И сега фамилијата пред 4 години, тоа беше друг Груевски, и Ивано поднесе захтев. Ставре Живков го ја поднесе захтев во име на фамилија, тој бил ранije преобранител, и му вели, тражиме да се обнови процес, бидејќи Драган Богдановски не е сам дошол во Македонија, туку е киднапиран. А јас 1991 година на Конгрес ВМРО ДПМН ја изјавив дека Драган ќе киднапира, а не е дошол сам како сака УДБА да го пренесе. Моето сведочење 1991 година има ga уште негде на интернет и ја ги имам видео таму. Ќе работам, ако ме држи Господ душу, да ги средам, да ги ставам сите на интернет. Сакам да речу, и не даде Груевски, нити даде Иванов да се рехабилитира Груевски, нити да се рехабилитират. Седи у фијоку 4 години дело, и ден денеска. Иванов не даде и Груевски. А зашто? Зато што Иванов човек од страни служби, а и Груевски е од страни служби. Ако е он ишao што побегнал, тој нема врску. Он џабе не доаѓаше во Охрид да ga види онај од Унгарија премиер што беше. Тоа беше врска, он уште беше планирано да се замени. А овој што беше тепање во парламент, тоа беше све една игра, Груевски да бе останал на власт, а овие да го предаде, да не го дират, со лесно да го предаде власт на Заев. Значи, тоа е една служба, си ги води обите партии. Обите партии една служба ги води, а не посебно. Така да партиите, бидејќи и Ѓорѓе Иванов е доведен од стране на служба за државна безбедност на таа длъжност, а и Груевски и Љупчо е поставен, и Змајковски има во Кратово од 3 милиона паре фабрику. Од каде тие пари, кога беше никој нешто? Љупчо доаѓаше у Канаду, во Канада имаше едно необлекло некакво, па му еден Војче Антевски, он му купуеше одело за njega, за жена му, и даваше пари, тој умре Војче. Знаеш дека од нашата организација Движење за ослободување и обединување Македонија, а жив сам само ја, има жив, ама еден има мозачен удар, и Мили Илиевски од Шведска. А од друга страна, сакам да ти речу, Драган Богдановски, како е бил, така и он не се е враќал у Македонија, а он е користил удбини људи за организација само да се одржи, али не е бил удбин човек. Тој сакам да ти речу дека Драган Богдановски е бил, да речемо, овој Јаковлевски што е во Македонија сега, знаеш как тај, Мане, он е бил удбин човек цело време, и он вика еден ден на интервју, гледам ga на видео, вика, и тебе да ти дојде, да ти с пиштолј на главу и да ти каже, ќе примиш тој или затвор, и ти ќе прифатиш. Сакам да ти речу, како да било е сега, што правиме, моја е една работа, моја е работа, да не се забрави ова што е било, да остане на генерација како историски доказ на време. А друго,
а јас сам на Драгана многу замеравал зашто он не е работал како ние сите што сме работали. Од целото организацију, ми сме издавали едно новино, викала се Македонска нација, само јас се имал телефонски број, пошто ја све оно написано во ова книга, јас се сложил. И кога се сложувам, ја ставам моја адресу, ставам телефонски број, ја не се крив. Јас сам бил овде, јас сам имал едного човека од Кривогаштани, кој ми е бил лично пратња 10 години. И они не се смеале да ударат на мене, а пробале се еден пут, ама не ги е успел. И тај последка пот, бидејќи има сме ние блиски људи, и тој што човек пробаше, ние морекме сега ти знаеме кој си, и он побегнал од 1000 километри во Нью Джерси од овдека далеко. Сега ти речу како беше, моје било да ги ширу идеја. Наша е било идеја не да убијаме луѓе. Најлесно е да убијаш луѓе. А јас сум примил луѓе, многу луѓе од УДБА. Овде доаѓа човек 1977 година, држи се црковни сабор, и он ми биде од Њујорк, вели, треко ја доаѓам, чекаме, и затвара телефон. Абе, чека малку, и он доаѓа овдека, и седи кај мене, разговарамо, а он шпион на УДБА, он бија од Егејско Македонија, живел у Бугарско, бие шпион за бугарски служби, после пребегал у Југославију и почнал да работи за југословенски служби. И он сега да ми прачи го УДБА njega овде, на овој сабор, како да го нашу организацију да не пушти корено народ македонски да баре обединување, туку како може да го заустави. И он доаѓа и телефонира на хотел, вика, значи, одржава се 28 цркви македонски православни од Америка, Канаду, и он вика, имате бомбу у хотел. И растури га цел црковни собор. И после он преноси глас, тој е Трајко, рекла е. Разбираш? Значи, да те оцрни, да може да бега народ од тебе, затоа што се плаши. А јас сум отворено бие меѓу људи, и пошто јас сам 1974 година дал на еднога негде од Струмички село ли беше, прочита новину Македонска нација, и ја купив у Германија, се работал негде 8 години, и му викам, што да го фрлям, ево ти прочитай, го работеше еден човек с мене, и ја му дадо на тој човек, и он се врати у Македонија, и шоракни го, вели му, абе, што има ново там, и за Македонија, нешто рече да има од командо тако збори, да има новино за Македонија, и ништо тогаш, ама после не живеел добро со жена му, и жена му фрля се во вода, удави се, а шорак да му се освети на njega, на зета, рече, он не работае за македонску емиграцију, па тепал, и доаѓа во Германија, и мене ми вика, пичка ти мајче, што ме направи, коске ми искрши у внатреште. Па чекав ја, што сам ти, јас сам купил новину $2, 2 марки, у Кел, на железичку станицу, на македонски. Јас сам прочитал, што да го фрлям, што сам ти направил лошо. Сакаш чите, и после доаѓаме у Македонија, и они мене доаѓа полиција, води ме у полиција, вика, ти ај подпиши се, коде е ти адреса, јас се подпишувам први пут, а не е овој, рече човека, пуштите. Кад доаѓам по други пут, од Германија дом во Куманово, а ја купив и куќа и све да остану тој, жена, деца. И ајде треко напиши ти коде живиш, ја му напишува, а рече ова е тај човек. И мене ме држи скоро 8 сата цел дан во внатрешни, и рече 610 години затвор. Па ја викам, ја не сам правил нешто, јас сам, па ти си прочитал, дал си новину на тога човека. Па дал сам, ја прочитал го новину, што да го фрлям, што е? Па ама там се критикуе Југославија. Па ви пишувате Нову Македонија.
прашуваш ли мене у новину Македонија што ќе напишеш? Ја дам пари, читам Нова Македонија, ако сакам ќе го фрлям, ако сакам ќе дам на друго. Што е тој? Ја исто овој новину, но, да пишува, треба се Македонија одвои од Југославија, тебе ти 6 до 10 години затвор. И на крај вика, рекна, ја не се осеќам крив, како сакате правите. И он вика, ќе ти дадем едно шанса. Што? Ќе бидеш наш шпион. Ево тега Кузмановски, а тој се викаше Николовски, мислам, што ме се слушува. Ево тега овој Кузмановски, ќе му пречи, ево тега адреса и све што има таму организацију, ќе не пишуе што има. Ово рекна, добро, он ми дава пасаш и ја прво вечер требаше да останува, само што беше дошao, ја свеќе 6 месеца одеше у Македонија. Не може да работиш таму. И ја требаше се од 3 недели. И ја јутре ден воз право за Германија. И од Германија напиша писмо, ја не сум бил шпион, нити ќе би бидел шпион. Отиду у Америчка амбасада, имаше брат у Америку и му викам, сакам да иду каде брата. И овдека, они ми да доше визу. И ја дојде каде брата овдека и му поднесо молбу за да остану. Во тоа време можеше брата да остане, пошто имаа со потребу за работно снага. И ме остави тука. И после ние, што направи, од тај новина излезе за Васко Каранđеlovски, како Тито го убил, и во списание Македонска нација. И ја го копира тој 200 примерка. Имаше една прослава од црква, ставимо собра 15 људи, ставимо ги летке на брисачи, на ауто, като еде после една Борис Веловски од Цапари и еден Јовановски Благое од Битола, и збирал ги летци, а ја влегов натре у црква на прослав, гледам конзултуја македонски, од тоа време југословенски, а македонец, и викам му тај Борис, ево ти какви македонци има на Титу, кажи му. Мајка. А тај и ништо. После тие луѓе што беа околу мене, пошто тие не се плашеа у тоа време да дојде до мене, и он ги запише, и секој кој е дошел у Македонија, викал го на разговор полиција. И после ми пременува другу тактику, да јавно да не се искача, само ја лично. А тие други никој да не ги знае. И после ќе добиеше 2 примерка Македонска нација, ја ќе го уношу, ја и жена ќе го умножиме по 200 примерка, а моја жена Српкиња од Косовско Митроvica. И жена ќе ги ставимо ќе идемо на црковни собори и прославу, ќе земемо у едну кесу и жена ќе седи с новини македонски и ја ќе иду, ќе дам, па после ќе дојде, ќе зему. И така ми сме били на све демонстрации с моја жена. И у Канада, у Торонто, у Њујорк сам бија. Сакам да ти рече, од друго бија сам у Вашингтон ДС, свугде. И носил сам паролу у Вашингтон ДС, НАТО е фашистичка организација надвор од Македонија. И доаѓа у новинар да ми интервенира, да дава му интервју, тук се доаѓа овој Ѓорѓе Атанасовски, што е за тој Македонско алијансо, и доаѓа новинарка да не слика, и ој ка, не, ја не се сликам со овога. Замислете, он македонец на демонстрација дошел пред Вашингтон ДС и нече да се слика с паролу кој пишуе НАТО фашистичка организација Out from Macedonia. Тоа беше 2001 кога НАТО нападна Македонија преку шиптари. И после бил сам на 10. август 1988 година, 2 години трае сва припрема да искочи пред Обединени нации, за да го поништиме Букарештански договор, али еден Коле Манго имаше правник од Македонија, дојде и многу ни правише проблем. Он го гледаше да не идеме на демонстрација. Али не му успеа, демонстрат дојде, тамо доаѓа прво хотел, беше и Љубиша Ѓеоргиевски, и на те демонстрации во хотел имаше еден Плевнеш, Јордан Плевнеш, ако си чул за него, имаше еден, како му имеше еден баџанак на Љубишу Ѓеоргиевско, Петар,
Петар Тебелковски и имаше едну представу тамо во хотел еден халдеин ли беше, не знам како беше. И навечер и када дојде овој да збори, на овој Коле, што те рекна, Манго, еден беше од Чикаго, збори како у Бугарија имале у логори македонци, како у Албанија, како у Грција, и јас на пред масу викам и Југославија. И он што направи? И он рече и Југославија. Зашто рече и Југославија дека е мало затворени у Македонија? Стана Коле Манго, каже, јас го овој негирам, а овој човек беше прост човек, не знаеше што значи негирам. Разбираш ли? А тој го плати хотел. Тој човек имаше фирму за construction. Construction тоа е за граđevinu. Тој го плати цел хотел. Он со пари. И што он прави? И он вика негираме. И наđам го после 1991 година, ја го наđам у Скопје у штаб на ВМРО да помене, а викам, Коле, зашто ти тако рече? Како можеш ти ја го негирам онага човека? Зар не е било македонци у Македонија у затвор? Колку се убиле луѓе? Зашто ти рекна, ама, што ама? И идемо и утре дане демонстрација пред Обединени нации од хотел, утре демонстрација. И јас си мисло, мајче, това еше и наш председател, што беше од Швајцарија, доктор Андоновски, удба му уби син, најверојатно е с Бранко Синодиневски, ако не е учествувал у убиство на него, и од стране на удбу, во Мароко ли беше, во Тунис ли беше. Сега, тој е бил наш председател, после Драгана Богдановска избрамо да не биде преименувана организација од Движење за ослободување и обединување Македонија во Народно-ослободителен фронт, и на мене ме сака да биду, ја рекна, знаеш што, јас се ќе работам, јас сам пребрз, а многу експлозивен, али ја ќе биду за вас. И после мене они ме прогласија за председател за Америка и Канаду на тој организација. И он што направи, овој Коле Манго му правеше многу сметње у Канаду за да не се организира овој протест пред Обединени нации. Меѓутоа, што испадна? Кад председателот нему да доше, напише да збори, него напиши ти текст кој ќе да биде, а тој беше удба контрола на тој састанок навечер во хотел. Меѓутоа, овој го напише текст еден пат, па други пат, па трети пат, и после го сведе само на 2-3 реченици. И тега му одобрува удба да стане. И ја ви дојдов, сега ви бевте газде унутра, сега мамино мамче ќе ви го расплачу ја. И ја утре дента идемо демонстрација од хотел до Обединени нации. Обединени нации застанува и говор, еден дреше микрофон, мегафон, знаеш оно тинка што се збори, и ја зедов, и ја кад почнаа зборов, викам, рекна, Македонија има затвори у Македонија, у Бугарија, свогде, ми сме убивани не само там, у Бугарија и у Грција, него и у Македонија, толку луѓе, асно ми е уништено од страна на нив, и Драган Богдановски е киднапир, 1-2 сата се ве зборил, и требаше ја да иду со председател наш, да идемо да не приме Обединени нации, али тој рече, треко ти остани со народ. И ја останав да зборам пред народ, 1-2 сата сам, скоро 2 сата сам зборил пред масу, а овие отидоше таму, председател наш беше, и овој Милија Илиевско беше од Шведско, во Обединени нации, и Андоновски беше таму, наш председател прашува га тај жена на кој јазик збориш, рече ја може на француски или турски. Тој знаеше турски перфектно и беше знаеше француски. И тој на француски збореше таму, а тој е бил во Идризо, е бил затваран, тој доктор Андоновски од Кечево, и бил и на Голи оток. Па после некако после избегал, кад су го пуштиле од Голи оток, е избегал у Алжир.
u Tunis ili Alžir. I tam je njegov sin ubijen. A Branko Sinodionski je bio, ja mislim, konzul u to vreme. Treba da se proveri tačno podaci, ja ne sakam na ničiju dušu da nosu gre. Ali važno znam дека тој ми е кажувал на мене лично, дека не се убиле сега njega и не сакале да му даде прилаз. Удба. Сега сакам да ти кажам кod другата работа, меѓутоа тоа беше на 10. август 1988 година. На 1. септември исто година, 1988 се одржава црковни народни собор во Торонто. И ја доаѓам во Торонто, и во Торонто ја доаѓам и викам: здраво, Петр Темелковски, здраво бе Петр, како си? Јас со тебе и тие како тебе не зборувам. Што ти збореше там пред Обединени нации? Замислите, тој ми вели што збори. А ја имаше еден, двојца беше со мене, па рече, а тие, еден беше што е бил во пред Обединените нации тамо, и он вика: абе, ти нема да збориш. И овој му вели, па ти рече, ја му викам: добро, фала ти, а овој му вика до мене: пичка ви мајчина, па рече, ти ли ќе, ако ќе збориш, ако не. Испсува га ога Петрата во Канада на собор. Меѓутоа, што испадна? Кога јас зборил на предмасу, пред у Њујорк, дојде човек куде еднога другога, онај Горнан што беше, Горнан, он возеше едно радио од Торонто, он беше тамо, и он вика: да земеш да го зауставиш овој што ја критикува Југославија, ако не, рече, ние ќе отидеме куде југословенски конзулат, да ќе ga пријавиме. А еден му вика: па човека добро збори, па и пичка и мајчина, ако не, рече, ми како делегација од Македонија ќе напуштиме. Па рече: па пичка и мајчина, во кој ве е викало од да дојдете овдека. Сакам да ти речу, било е, значи, доаѓам на конгрес на ВМРО ДПМН на 5 до 7 април 1991 година у Прилеп, и пријаѓа ми овој Петар Темелковски: здраво, Трајко, ајде, баш ми е мило што се видиме, ајде, рече, да идемо да агитираме за Македонија. А мисло си, ти беше тамо, нечеше да збориш с мене во што сам у Канаду, што смо критикували, сега сакаш ти да отидеме, ја да агитирам со тебе. И сакам да ти речу, тие луѓе што су биле пуштани од Удбу надвор, како што су биле еден, што имаше на матицу на иселеници, еден Петровски, Џо Петровски, тај служба за државна безбедност му даде зграда од матицу на иселеници без пари. Тај ga ликвидира овога Благој Шамбевски од Битола. И замисли што ми вели онај човек, и што ти рекна за у Берлин, Драге Ивановски ли ми се викаше, не знам, презиме не може сето. Трајко рече: ја не може да сум сигурен, толку чуден, како е можно да е Џо убил овај Шамбета, а он му носи крст на сахарно. Ето ти, и тој човек ми сам, ја не го терам да лаже. Зашто? Како ја сега ти, може да ме тераш ја да ти кажам, ја кажам оно што знам. А па историја тај треба да се друго. Каде се тие Аснум, сите од Аснум се ликвидиране, само останале оние шпиони живи. Камо да ги рехабилитирамо? Камо македонска влада, ВМРО 2 пати бил на власт, зашто не ги рехабилитира 17.800 судени за Македонија? Камо да се обештетени? Никој. Па ти че правиш куќа, правиш држава. Ако тие луѓе кои ги најде за држава, ти не си дал почет, ти не можеш да ја дадеш од гроб, не можеш да го вратиш од затвор, ама дади му почет. Не му даш почет, тај држава не може да обстане.
како македонска држава. Значи, ти Груевски исто работал за стране службе, не е дал национални лица да се амнестирал, а Туđman сите кои су били у затвор за Хрватску е рехабилитирал и ги е платил по 10 марки на дан. По 10 марки Туđman на дан. А нашите не. И сега идат, дава, сега замисли, 2001 година обете партии подписуја да не смо македонци, да смо граѓани. И почнал да не вика граѓани. Почнал Македонија да биде федерализација 2001. Обете партии, не само една, и другата. Третото, Андов, Стојан Андов во парламент го озакони она да не смо македонци. Што ти треба више повеќе да збориш? Чиј е тај човек? За кога работи? Англиски служби. И сега имамо Македонија, викамо македонци гласале само 10 од ВМРО. Чекај. За СДСМ, за мене и СДСМ македонци се и ВМРО ДПМН се македонци. Така, ВМРО е само организација. ВМРО не е партија. Другата работа, ВМРО ДПМН, ако беше за македонско единство, зашто не се обединеше? Зашто дадеше подпис да се откажат да не сме македонци? Другото, сега, замисли пола милион да најдеш најучени македонци да се подпише да не сме македонци на референдум. Зашто не искочи ВМРО како партија да рече какво гласање, какво менување име? Нема референдум, завршена работа. Искочи му пред власт и ќе паднеше одма Груевски, само да ќе паднеше одма Заев. Одма само да повикаже членство да искочи надвор. Професор, учители, имамо на 1000 учители, камо да поведе деца пред собрание и завршена работа. Ќе падне било кој режим, никој нема. Камо ги факултетски образовани професори да се организира. Студенти, никој нема. Што тоа значи? Дека на ова гласање за референдум само селјаци обилија образ. Само тие гласа да Македонија се вика Македонија. Сите тие кои беа со факултетски образовани, со добри работни места, со дипломи кои ги уновчија, никој еден не дигна глас. Према тој што ми очекуваме Македонија, кој го води Македонија, па ќе рече не може да го води оние говедари, овчари, селјани. Па тие учења, тие го права. Што ќе очекуваме? Значи, што останува тука? Останува тука друго, ние ќе речеме вака. Дали е ВМРО, дали е самостојателна партија? Не е. Зашто не е? Да речеме, Англија наредува да се протера руски дипломати. Меѓутоа, Македонија нити е член во Унија, нити во Англија, нити има ништо врско со Англија. Ќе речеше, извини, ми сме држава, ми немамо ништо, ако е направи лошо тај дипломат, ќе си га уапсимо, не? А не ти ти што ми наредуваш. И ВМРО излегува со проглас, онај како се вика, рече га Николовски, што ја заменува оној друг, и тој изјавува Русија да се уведе руски дипломата да се протера. И кога му вика зашто? Па дајте ми докази, нема докази. Па они не рекнаше од Англија. Па значи ти од Англија имаш владу, ти немаш влада да од Англија да наредува. И сега на крај што имаме? На крај имаме Македонија да прифати име Северна Македонија, а црквата да се обезличи да биде Охридска архиепископија. Така да нема македонско име и да се уништи се и се таа историја, се да се направи албанска историја. Да биде, значи ова е проект на Англија, а Англија работала преко Германија. Англија е врзана преко краљеви, преко цареви, со сите. Англија е поставила преко Грција, преко Германија и Франција, поставила грчки крај, поставила бугарски крај, поставила е, формирала е 1913 годину Албанија, поставила својега краља.
Исто тај служба е формирала албанску азбуку, прокламирала во Битола. Тај исто, значи, они се формира, они го, НАТО, друго нешто да направиме едно другото, дека НАТО, дека Англија е мозок, а Америка е само физичка снага. Америка, банкари го води у Америку и енглеско, а тоа се све англиски банкари, и тие англиски банкари, тој ќе рече Обединени нации, тој ќе биде. Он е тај нова светска влада. А таа влада наредува да се бомбардира Србија. Таа влада формира Косово. Таа влада енглеска формира албанску државу во Македонија. Таа влада, значи, се е ово тамо формирано. И на крај, ние сакаме ли да се ослободиме, сакаме да биде самостално. Дали можем? Па можем. Некој ќе рече, па не можем. Како не можем? Само ќе рече овака. Све што производимо, секој производ, сами што може да го производиме во Македонија, ќе го производиме, само ќе формираме една македонска банка, централна, и други ќе бидат само федерали, ќе забраниме страни банки и се завршено. Значи, што е работа? Јас сум бил 25 години приватник у Америку. Значи, сам за себе. Ако си способен сам да произведеш и да направиш, да земеш пари, може да обстанеш. Ако не си способен, друг ќе ти биде гасен. Значи, може, Македонија има највкусно овошје, највкусно потлиџан, пиперко, па да једеш, да се не наеш. Ти не можеш тој вкус да најдеш нити на едно место у свет. А зашто? Затоа што има доле минерали, руде, и он израчи и дава му на тој билку еден друг вкус. И сега ние можемо да речемо што сакаме, ама нема паре. Има бе паре. Сете тие фирме што има, ќе му рече, знаеш што, ќе направиме македонско владо. Ама не владо од партии, него од стопанственици кои се најуспешни. И ќе ги викнемо, ви сте за Македонија? Да, ајде вам. Забранимо албански јазик, укинемо ги сите договори. Свикамо собор и укинемо сите договори, прогласимо ги неважечки. Завршена работа. Прогласимо едно македонско банко, он ќе да. Деца иде надвор. Нема што, имаш работу, имаш. Нема даде. А ако немаш работу, ќе ги програмираме факултети. Не може да производимо 1100 лекара, ако ми може да запослимо 5 или 20. Не може да производимо преко 100 професора по историја, ако имamo потреба од 1 или 5. Значи, ќе направимо програм, што можемо, што имамо, ќе се направи анализа, попис на становници и готово. Не може, тај Охридски договор е неважечки, пошто е под присилу подписан. Ни Пржевички, ни овој Преспански, се ќе падне во вода. Проблем е у свест на човека, дали веруе у себе. Јас сам верувал во себе и јас сам 25 години сам работал за себе. У Америку не сам тржил од никога да ми даде 1 динар помош. Значи, сакам, како сам могла да остане? Могал сам не да биду и милионер. Могал сам. Зашто? Али имало сам друг еден фактор. Жената моја викала вака. Сакам да имам мој мир. Да имамо колку ни треба. И да имамо нешто резерву. И ми сме привремени овде да многу не се заносимо. И жената го ја извади 12 години пред да умре, да не работи ништо. Сакам да ти речу, и ја 25 години сам сам живел за себе, и јас сам живел многу добар живот, ќе дојде дома, жена готова јадење пиење, ја ќе се зену и ќе се студирам парапсихологија. Ја може да ти речу 27 години се баву со проучување на парапсихологија. Значи, тоа е една најјака наука. И ја, да речем, ноќе која ќе стану,
ноќе у 2 сат кога ќе се пробуду, ја зимам тетрадко, видиш ли? И ја овдека, како ми дојде, само упало синецу и ја само пишам. Готова реченица доаѓа. Не ја составljam. Во будно стање, ти ќе состави. Ти мораш да мислиш како да составиш реченицу. А овој, ја баш ово, една жена ми даде идеju, вели, кога си во сан, кога се будиш, во тој момент ти си и овде, и во оној други свет. И што ти дојде на памет, запиши го. И така, тука сам направил, ево сега сам почнал, ево ти овака. Значи, ту има преко 300 страници. Ево ти е друга книга, главна. И одека имам. Ево. Значи, сакам да ти речу, јас сам го пишувал не во овие главни книги, јас сам го пишувал во тетрадки. Има преко 30 ваки тетрадки и сега ги препишувам во главна книга да биде. И почнав да вршам корекција на некоја реченица која не е како треба била, али сакам да ти речу, сега работам да ова книга ја направам, да ја напишам ова книга. Ова што сам пишувал, од 2004 година сам почнал да пишувам и сега имам, значи, имам скоро 300 страници текстови готови текстови. И во тие 300 страници јас сам поставljал прашање и јас сам добивал одговори. И во разни области. И во друга страна сакам да те речу, ја доаѓам овака дека ми сме безсмртни. Човек е само привремено во овој тело и ништо друго. Ние сме врзани со свет друго. А душата постои душа како енергетска форма, тај простор е над нас. Тие се способни со енергија да дојдат во наш простор, да комуницират, да не гледат, да не дадат наша насока. Ако се мртви, ти мислиш да се мртви, ама тие душа е нешто што не умира. А дали грешила душа или не, некој би била, ако е некој повреден во овој живот. Значи, може би да носи карма да тој повредил во минатиот живот, да е повредил некој човек. И така вика да не го жалиш тој. Сакам да ти речам, низ едно друго нешто ќе ти покажам, само 1 минут. Видиш ли го овој? Видиш ли? Тука видиш ли овдека? Овие се пароли што сум ги носил на разни прослави. Сакам да ти речу, и еве га, видиш ли на мој гроб, ево видиш. Али ова слика дојде доле во средина. Ова слика, видиш ова? Она дојде доле
како слика измеѓу овие две бели. Така, сакам да ти речам, јас сум се мислил што да остане помеѓу, да остане, значи сонцето јако си далеко, да си остане символ од кој си. Ти си една честица, ама да оставиш еден траг од тебе. И јас сам нашиот до заклучок дека ово е најдобро решение, да си човек остави траг кој си е, не мора. И видиш, значи ова е добро испаднало, сликата е добро испаднало и сонцето е испаднало. Сонцето е укопано у сам камен. Значи, с компјутер е направено укопано сонце, како символ е направено, значи да се, чека да види овако, чека да ти кажеш едно. Значи, било како да било, да не ти иззема време. У сваки случај, тоа сакам да те речу, како било, ми оставаме друго нешто да ти речу едно, дека Драган Богдановски имал ли некој мани, јас сам замерал зашто он не работи. Него, ќе си земеш работа како јас што земам так, он мене викал дека ако ја работил на едно место ќе ме ликвидирал. Значи не имал, биле под голема опрезност. И сакам да ти кажам, од друга страна, на крај утпата га нега од затвор, и он ми пушта писмо од затвор, ја вика нека му команди утпа што да напише писмо. Замислите, утпа му команди и он од Идризово ми пишува овде во Америку писмо, и ја му одговарам, ја му викам, слушај, Драгане, знаеш ли ти дека тие тебе што се затворија, дека не се за Македонија. И тие што на илјадици порано не се за Македонија. Према тој, ја рекна, тие луѓе треба да одговара еден ден. Сакам да ти кажам, има Драганово досие, ако ти си историчар, може да отидеш Драганово досие да погледнеш и ќе ги видиш и моите писма до njega. Значи, тој има огромен материјал, а друго имам ја, чека ти покажу још еден документ. Еве, видиш ли го овој? Видиш ли го овој? Ово е полициско досие моје. Ево ти. Значи, ево ти тоа. Значи, сакам да ти речам, полициско досие, тоа е полициско досие. Сакам да ти речам од друга страна, еве ти документ, еве како изгледало, ево ти, ако се види, малку тешко се види, ама тоа е, виж, Движење за ослободување и обидување на Македонија, Централни комитет. Ево ти. Видиш ли га овој печат? Ја ga имам тај печат. Видиш ли? Сакам да ти речу, кроз овој со документи, имаш еден историчар, еве еден друг печат, што го имал Ристе Ристевски од Австралија. Тоа е исто печат што го имал Ристевски,
Има еден историчар, познат там од Слипли нешто, и ми смо и многу документи кои кај него си. А и друго сакам да ти кажу како да било. Еве како изгледала македонска нација. Видиш ли го? Тоа е списание. Знаеш што? За вакви работи човек треба да изврши припрема, па за да ги слика, да биде време и да испадне нешто добро, онако чисто и да биде народ запознаен. Принцип е луѓето да не одат што си ти, да идеш по мене и ја по тебе, туку да изнесеме вистина, еден ден ќе не нема, а вистината не може да научи од директни соучесници. Другите ќе ни ја пишуваат историја кои немале врска со ова. Ја да не беше овој поп Спиро Танасовски, протоерей, од Смилево, ја не би знал ништо од црква на работи. Ништо. А тој ми велеше дека кога се прогласи Македонска црква 1945 и црногорци почнале да формираат црква во тоа време и пошто тој што сакал да формира црква во Црна Гора бил ликвидиран. Значи, још 45 година Црна Гора имала намер. А и во сваки случај, прво ние како генерација дадовме што дадовме, мене не ми се допадат зошто Македонска партија ВМРО и СДСМ не формира свој владо без шиптари. Шиптар си е, нека си влегне, нека влегне шиптар во ВМРО, нека влегне во СДСМ како човек, разбираш, како член, нека учествува во живот, али не ти да го одвојат. Друго, треба да се забрани сите школи во Македонија кои не се на македонски. Зошто? Или една држава, па и во Америка имамо 100 милиона мексикани, нема нити едно шпанско школа. А имамо, ако сака да ти продаде робот, тоа е бизнес. Ти го напише и на мексикан, и на шпански, и на енглиски. Само да го продаде робот. Тоа е за чисто трговија. А иначе, нема нити во Чикаго има 4 милиона пољаци, нема ни една школа. 2 милиона мексикани, нити една шпанска школа има. И ога земи ga dole Аризона, па земи ga dole Калифорнија, па земи ga Тексас. Тука има преко 50 милиона људи, мексикани, нема нити една школа мексикано и шпанско. Што мисли? А овој вика, сакаме да идеме во Европу, а он нече македонски јазик. Сега ја во Македонија, ја че сум зборил шиптарски, да сум добил служба во македонска служба, во Македонија. Чекај бе, дали сме ние во Албанија? Тоа значи да ние сме окупирани, али окупирани, а знаеш што е најопасно? Преко наши људи продадени. Ништо, значи, треба да ги тргнемо продадени људи, да влезео људи честни во СДСМ и ДПМН, да формират, да дадат водача чист, кој е чист, здрав национално лице, али не само да е национално, него и да е здрав човек, и да го поставимо дека ја води држава. Независно дали си ти или ја или Петко, али треба да има тај човек и не смее да биде човек помлад од 50 години. Тај човек што треба да учи, треба да расне, треба да се развива, треба да ги види однос во друштво, треба да ги види да ја познава доволно македонска стварност, а не ти да ставиш некој само ети колку да заземе место. И на крај, што добијам? Ништо. Друго, ти може да имаш 100 дипломи. Тај диплома ти дава право да работиш, ама свесност диплома не може да ти даде. Карактер диплома не може да ти даде. Значи ти може да бидеш и на најголемо, најодговорно место, а твој мозак да не е приспособен за. Значи треба да биде човек бистар. Значи бистрината треба да исплива на површину напред. И ние треба да го најдеме тој човек, сами да го поставиме. А не сега служба за државна безбедност убијаше луѓе на Голи оток ги водеше и сега се остана падат истите луѓе.
не дерната ништо. Чекај, а тај служба не може да си ја врши работа, треба да се расформира, да се формира една нова служба од други луѓе, кои ќе и друго, треба да ги... Каде беше тај служба, како можеше мене од дом да ме носи внатрешни, само една новина што сам дал на човек, а тај служба препушти со бурење боја да се донесе у Скопје, да се фарба, да се удара на споменици. Чекај бе, како може ти без да добиеш власт да представляш еден народ? Ово е, ние ги доведоме овие во парламент не по правен пат. Другото, каде се Врховни суд, каде се Уставни суд, каде е МАНУ, каде се професори, каде се тие да дигнат глас, да се обединат, каде се да ги збереме професори од факултетите, одржиме едно предавање, кај се наоѓаме ние, што правиме? Ама влада сака. Абе влада може да сака, тој човек ќе го купи енглески, ќе го постави на чело, ќе работи што сака. Ние дали е во наш интерес тај човек. Ама Европска унија никој не дава, јас сам на запад, никој не ти дава динар ако не си заработиш. Ќе си умреш како куче на улица. Динар не ти дава. Ево га, никој у Америка овдека можда 1% дали работи свој факултет што завршија. А, ја не може да најде работа во Македонија. Па чекај, па овдека ич. Ево, ово место каде сум јас, има 4000 македонци, 2000 се само шофери. Не знае друго да работи, џабе што завршил факултет. Кој заврши занат, електричар, кој заврши електроинженер, па ќе биде инженер. Али кој земал било кој друго струку, не може. Па чак и доктор. 5 години треба да чека, па треба одреден поред прима од странци. Не прима така. Не е во Македонија, па сви шиптари дај ги државјанство. Но, ќе се улегнеш, па дали ќе да добиеш ти дозволу да бидеш доктор. А да не зборуваме и за разни други струки. Дали си подобро. И овде ќе стои за некој струку подобро и не подобро. Тој сака држава си регулира свој закон. Така на крај може да рече едно, дека Македонија може да се направи успешна држава, со успешни луѓе, само треба да ги вржеме луѓето и друго, само да држат истина. Како овој Нехру, не Нехру, него татко му, како успеа Индија да ја ослободи од енглези. Значи, на едноставен начин подржи добро и никогаш не подржи лошо, државата ќе застане на ноги. И фамилија ќе застане на добри ноги. Ако во фамилија се не пие, не коцка, тај фамилија може да иде напред. Ако деца се огледало на татко и мајка, ако ние ги научиме да држа вистина, ние ќе победиме и ќе ја вратиме државата. Државата е многу лесно. За 24 сат држава ќе се врати назад. Ќе преко ноќ ќе седнеме, ќе го дотерамо СДСМ и ВМРО да формира влада. Завршена работа, без шиптари. И не треба никој да не... Признавање не треба никако. И завршена работа. А сега губимо го име на држава, губимо го име на нација и сега губимо име на црква. Да се живи здрав, благодарам и за се е сега натам е твое. Но, а секој кој мисли, кој сака да доби нешто, а да не работи, тоа е големо проклетство. Да земеш од еден сиромат човек да го украдеш, не е почтено. Тоа и се што си зел туѓото без своја мака не е твое.